Казнено-поправниот дом во Штип ги задоволува принципите за работа. По започнатите активности од пред 3,5 години до денес има огромна разлика, секако на позитивно, како во инфраструктурата, така и во техничките услови. Казнено-поправниот дом во Штип беше посетен од страна на министерот за правда Бојан Маричик, кој уверен од виденото зборува за условите и придонесите за овој казнено-поправен дом. Ќе спомнам само неколку работи. Еве, на пример, ова е казнено-поправен дом кој што прв во југоисточна Европа има детско катче. Во тоа детско катче се предвидени редовни посети на децата на осудените лица, кои што можат да комуницираат со своите родители во еден нормален амбиент. Тоа детско катче е многу важно за нивниот психолошки, емоционален, но исто така и социјален развој, но важен и за рехабилитација и ресоциализација на затворениците, да им се овозможи во некоја форма да имаат и семеен живот. Во рамките на казнено-поправниот дом е направена нова библиотека, која што воедно служи и како училница. Таму редовно се посетува настава на оние затвореници кои што се заинтересирани да докомплетираат некој степен од своето образование, пред се основно, но исто така има и можности за стручно усовршување за одредени занаети, заварувачи, готвачи, нешто што може практично да им помогне на затворениците во процесот на рехабилитација и ресоциализација после престојот тука, да можат да најдат работа и да не мора да се враќаат повторно во криминал. Благодарност и задоволство од посетата на министерот за правда изрази и директорот на казнено-поправниот дом во Штип Мики Тодоров. Досега имавме неколку проекти во соработка со UNDP и управата за извршување на санкции преку амбасадата на Швајцарија, каде што се имаше усовршување или стручно усовршување по занимање на осудени лица. На истите осудени лица им беа доделени сертификати по занимање каде што завршија за бравари и аргонзаварувачи. Во моментот министерот при увидот виде дека во училниците се одржува и тестирање на осудени лица. 48 осудени лица се тестираат неколку дена, се со цел преку Министерството за образование и UNDP да можат да завршат основно образование, кое што по подолго време во нашата држава се прави стекнување на основно образование на осудени лица во затворските услови. За сега и ситуацијата со коронавирусот во казнено-поправниот дом во Штип се држи под контрола. Од затворениците нема ниту еден позитивен случај на COVID-19, само двајца од вработените кои не се на работа. Се почитуваат мерките и протоколите и доколку некој од затворениците пројави симптоми, му се укажува медицинска помош. За разлика од овој казнено-поправен дом, во затворот во Идризово заклучно со петокот имало заболени 8 лица од COVID-19 и 60 лица во изолација. Казнено-поправниот дом во Штип е одличен пример како постојано треба да се унапредуваат условите и третманот на затворениците и како навистина општеството може да помогне во нивната рехабилитација, соопшти Марчик.